Добар ден на уште една редовна пресконференција во Стопанската комора на Македонија. Темата на денешната пресконференција е регулирање на статусот на бањите во Законот за здравствената заштита. Би сакале да ве информираме дека во рамки на групацијата за бањи при Стопанската комора на Македонија членуваат сите 4 бањи кои што функционираат на територијата на Република Македонија. Тоа се Катлановска бања, Негорски бањи, Цар Самуил и Дебарски бања. Сакаме да ве информираме дека групацијата на бањите одржа состанок кон крајот на минатиот месец, а една од клучните теми кои што беше на тој состанок беше регулирање на статусот на бањите како природни лекувалишта. За малку подетално објаснување би сакале да ве информираме дека сите овие бањи се сега веќе правни и приватни субјекти, меѓутоа тие се основани уште пред 1991 година и до 2012 година работат по стариот Закон за здравствена заштита. Согласно старото законско решение, нивната дејност и можноста да функционираат како природни лекувалишта е дефинирана во 2 члена од Законот за здравствена заштита, но во 2004 година со измена на постојниот закон, природните лекувалишта се бришат од Законот за здравствена заштита. Сепак тоа не е пречка да продолжат да функционираат и натаму, бидејќи продолжуваат да функционираат согласно важечките договори со Министерството за здравство што ги имаат подпишано од 1995 година и така функционираат се до носење на новиот Закон за здравствена заштита до 2012 година. Бидејќи и во новиот Закон за здравствена заштита, кој што е донесен во 2012 година, природните лекувалишта, односно бањите, се изоставени од постојното законско решение и тие не може да функционираат како здравствена организација што врши здравствена дејност и дава здравствена услуга. Најдено е преодно решение со кое што тие продолжуваат да склучуваат договори со Фондот за здравство до 2013 година на 1 година, а од 2014 заклучно со 2018 година на 5 години за давање на услуги согласно можноста за лекување и рехабилитација со користење на природни фактори за лекување и при тоа имаат обврска да ги следат лековитите својства на природниот фактор и најмалку еднаш на 5 години да ја проверуваат вредноста на здравствениот фактор. Меѓутоа, природните лекувалишта може да спроведуваат и болничка рехабилитација, физикална медицина, примена на медицински методи и средства за лекување, доколку ги исполнуваат условите утврдени со Законот за специјална болница, а тоа тие го прават, односно сите 4 бањи имаат можност за примена на медицински методи, ги применуваат како и средствата за лекување согласно условите што ги предвидува специјалната болница. Она што сакаме да укажеме е дека заклучно од 1 јануари 2019 година бањите склучуваат само анекс на договорите за продолжено болничко лекување и специјалистичка консултативна здравствена заштита, кои што анекси важат заклучно со јуни месец 2019 година. Склучувањето на анекси на договорите на 6 месеци е всушност е склучено на 6 месеци со објаснување дека во овој преоден период до јуни оваа година ќе треба да се најде решение како да се дефинираат законски бањите, односно природните лекувалишта. Како што веќе напоменав, сакаме да кажеме дека бањите вршат 2 вида на услуги. Тоа е продолжено болничко лекување, што значи одреден период пациентите или граѓаните престојуваат во бањите, а во делот на специјалистичка консултативна здравствена заштита тие го користат третманот на бањите, но не преноќуваат во бањите. И по овој основ сакаме да кажеме дека во 2018 година или во 2017 се нудат над 35.000 болнички денови како продолжено болничко лекување. Имајќи во просек дека секој од пациентите престојуваат по 15 болнички денови, тоа значи дека во 2017 година 2500 осигуреници го користеле правото на продолжено болничко лекување, а над 14.000 осигуреници користеле специјалистичка консултативна здравствена заштита. Имајќи во предвид дека нивниот статус
се уште не е дефиниран во Законот за здравствената заштита. Представниците на бањите укажуваат дека во нивното работење, бидејќи доминираат приходите од здравствени услуги, од особено значење е да се надмине овој проблем за осигурениците и пациентите кои ги користат нивните услуги, бидејќи постои опасност да се блокира и процесот на користење на продолженото болничко лекување и специјалистичко консултативната здравствена заштита. Инаку ваквата иницијатива бањите ја покренуваат врз основа на фактот дека во сите земји од регионот третманот на бањите како природни лекувалишта е дефиниран во Законот за здравствена заштита. Таков е случајот во Република Србија, таков е случајот во Босна и Херцеговина, во Црна Гора, во Република Хрватска. Имајќи го во предвид ова, како и фактичката состојба, дека во рок од 5 месеци ќе треба да се изнајде решение за статусот на бањите, а со цел да продолжат да работат како здравствени организации, представниците на 4 бањи поднесуваат иницијатива до Министерството за здравство, со кое се бара да се регулира статусот на природните лекувалишта во рамките на важечкиот Закон за здравствена заштита. Нашиот предлог е конкретен, во 2 члена во Законот за здравствена заштита да се предвидат природните лекувалишта. Имено во член 68 да се додаде во став 1 да се додаде нова алинеја која ќе гласи природни лекувалишта и во членот 96 да се додадат 2 нови става со кои што ќе се предвиди што уствари представува природно лекувалиште, односно како треба да работи. Имајќи во предвид дека поимот природни лекувалишта не постои ни во националната класификација на дејности, ќе покренеме како групација да се предвиди соодветна дејност и во националната квалификација на дејности, меѓутоа тоа е чекор потоа, што ќе следува дури откако ќе се направи согласување со Законот за здравствена заштита во комуникација со Министерството за здравство. За таа цел, паралелно со оваа иницијатива што ја поднесуваме за регулирање и дефинирање на поимот природни лекувалишта, иницираме и средба со Министерот за здравство со цел да се објаснат и подетално барањата и да се образложи барањето и оправданоста за регулирање на статусот на природните лекувалишта. Овдека би сакале да напоменеме дека природните лекувалишта или бањите се од особено значење не само за третманот што го даваат на осигурениците и пациентите преку Фондот за здравствено осигурување, туку и имајќи во предвид дека природните лекувалишта се и исклучително значаен сегмент на привлекување туристи и тоа е дефинирано во сите земји од регионот кои ги напоменавме, каде што е дефиниран статусот на природните лекувалишта како здравствени установи. Во сите овие земји е регулирано и нивното функционирање како туристички центри, спа и велнес центри, особено што предноста на овие природни лекувалишта е што користат природен фактор, минерални води, за кои што се плаќа и соодветно концесија која што им се утврдува од страна на надлежните органи во државата.